Фирма за увоз-извоз за креирање на компјутерска игра зела 20.000 евра, а компанија за кетеринг добила 30.000 евра за производство на козметика од природни препарати од Фондот за иновации. Двете фирми се пријавиле на јавен повик за поддршка на стартап компании, а сега се пред извршител поради долгови и за нив следуваат кривични пријави. Ова се само неколку фирми од вкупно 60, за кои директорот на Фондот за иновации најави кривични пријави поради злоупотреби на државни средства преку фантом проекти. Од наредната недела, МВР, обвинителството и финансиската полиција ќе ја добијат документацијата од Фондот за иновации, брифираат извори од ревизијата и истрагата на правниот тим. Обвинителството е децидно. За сега нема да реагира по допрен глас, бидејќи чека директорот Никола Додов да ја заврши задачата. Јавното обвинителство постапува по допрен глас во услови кога надлежните органи за контрола и истражување не ги извршиле своите задачи и не постапиле согласно своите надлежности. Во конкретниот случај, самиот директор кој наведе дека ги открил сомненијата за незаконитости, најави дека ја подготвува документацијата за да достави кривична пријава што представува негова законска обврска. Антикорупцијска од август оваа година неколку пати досега се обратила до фондот и барала документи за конкретни проекти. Алфа се обиде да добие информација од Државната комисија за спречување на корупција, докаде е предметот за внукот на Али Ахмети, Дрин Ахмети, кој што го оформи поранешниот состав на антикорупцијска, како и за поранешниот директор на фондот Коста Петров, но оттаму молчат. 2 дена нема одговор на ова прашање. Пред неколку дена првиот човек на Фондот за иновации обелодени дека изминативе години претходниците делеле пари на фирми блиски до тогашната власт за фантом проекти. Две фирми се со седиште во Струмички Глобал и се поврзани со поранешниот премиер Зоран Заев. На списокот фирми што според информациите незаконски цицале средства се и две компании на Дрин Ахмети, внукот на Али Ахмети. За криминалот во фондот поранешен антикорупционер кој што истражувал што се случува таму, коментира дека поранешните директори си носеле правилници, водејќи се од девизата "Се што не е забрането е дозволено".